Тема 1. Во тема 1 разговараме во однос на една изборна единица. Нешто што е залагање на помалите политички партии, на поголемите декларативно. Помалите политички партии кои што влегуваат во коалиции со поголемите со цел да имаат своји представници, народни представници во парламентот. Но што велат постоечките податоци, колку една изборна единица би им помогнала на овие помали политички партии, што сушност добиваат од неа, што можат да загубат, кои се предизвиците со една изборна единица, меѓутоа и повеќе прашања поврзани со ова барање кое што е влезено во парламент, поддржано од представници на помалите партии. Разговараме со доцент доктор Марко Картолица од Правниот факултет Јустинијан I, предмет политички систем. Картолица, добре дојде во брифинг. Добро утро, Владко. Благодарам на поканата. Ми представува чест да видам ваш гостин. Воедно да ги поздравам и вашите гледачи и слушатели. Благодарност. Пред да дојдеме до тоа, каква бенефиција им дава една изборна единица на помалите партии, прво да направиме еден вовед со оно што го губат тие од постоечкиот изборен модел со 6 изборни единици и Донтовиот модел. Она што треба на самиот старт да го земеме во предвид е дека изборните системи представуваат многу комплексна работа за проучување и секоја промена кај нив доведува понатаму до влијание врз развојот на партискиот и целокупниот политички систем. Моментално кај нас го применуваме пропорционалниот изборен модел со користење на Донтовиот метод за пресметка на мандати и дополнително државата е поделена на 6 изборни единици. Таквото решение не е тајна, оди повеќе во корист на големите политички партии од две битни работи. Првото е дека Донтовиот метод по автоматизам ги фаворизира големите политички партии, им дава повеќе простор при распределба на мандатите, а вториот битен момент е дека државата е поделена на 6 изборни единици, па така малите политички партии кои имаат раштркани гласови низ сите 6 изборни единици имаат проблем да го постигнат потребниот број на гласови за да влезат во парламентот. Идејата со една изборна единица е токму тоа, дека гласовите сега, наместо да бидат раштркани во 6 изборни единици, ќе бидат сконцентрирани во една изборна единици, наместо да се бројат во 6 изборни единици, ќе се бројат во една изборна единица. Таквото решение неминовно би довело да полесно можат малите политички партии самостојно да влезат во парламентот. Реалноста е таква дека нивниот влез во парламент самостојно би значило дека големите политички партии би загубиле определен број на пратенички мандати внатре во собранието. Кога се во прашање заложбите на помалите партии, нели со предлог закон кој што е влезен во собранието, имаме, ајде да речем условно, своевиден театар во кој што поголемите партии декларативно ја поддржуваат идејата, меѓутоа многу е полесно за една партија да го поддржи овој предлог ако останатите декларативно ќе речат дека ќе донесе некаква пропорционалност, но истиот тој предлог закон ќе остане некаде во фиоките на собранието. Колку е драстична разликата од она што го добиваат помалите партии ако имаме една изборна единица? Колку самиот Донтов модел е ригорозен према нив? Тука треба да имаме две битни работи во предвид. Едно е кога зборуваме за Донтовиот метод, и тоа е ригорозен кон малите политички партии. Друго е кога зборуваме дали државата ќе биде поделена на една изборна единица или ќе останат постојните 6. Так. Она што сега го имаме како предлог е дека државата ќе биде една изборна единица, но Донтовиот метод ќе остане во употреба. Меѓутоа, пред да дојдеме до тоа, јас сакам неколку битни работи овдека да ги разгледаме. Во принцип, секое решение кое што се предлага во рамки на изборните системи има своји предности, има своји слабости. Предноста е апсолутно во поглед на една изборна единица кога говориме, дека ќе го овозможи влезот на политичките партии самостојно во парламент,
со тоа ќе се зголеми бројот на мали политички партии во парламентот, понудата ќе биде побогата и дека преку тоа практично ќе развиеме по-квалитетна демократија во државата. Што значи, фокусот на целото наше општество во изминатите години многу повеќе се врзуваше за тоа дали ќе бидеме една изборна единица или 6 изборни единици, додека прашањето околу Донтовиот метод секогаш остануваше настрана како прашање. Ќе го адресирам тоа за неколку минути од сега. Оно што сакам тука да го потенцирам е нешто што не го анализираме кога зборуваме за една изборна единица, најчесто се фокусираме на предности и слабости од таквото решение, но сакам да ја погледнам малку и приказната за таквиот предлог. Првенствено идејата рековме дека преку една изборна единица треба да се доведе до поголем влез на мали политички партии самостојно во собранието и тоа да продуцира до по-квалитетен парламентарен состав, а со тоа и по-квалитетна демократија кај нас. Тука морам да кажам дека имам сомнеш дали квантитетот ќе вроди со квалитет. Единствено велејќи дека бројот на политички партии внатре во парламентот ќе доведе до подобра дебата и до поквалитетен парламент, па не мора да значи. Го имаме британскиот парламент, веројатно еден од најквалитетните во светот, каде што ако ја погледнете композицијата внатре, ќе забележите дека најголем дел од пратениците доаѓаат од двете најголеми политички партии, конзервативната и лабористичката. Што значи инсистирањето на квантитет не значи дека ќе доведе до квалитет. Нема ли да го, извинете Картолица, бидејќи британскиот парламент на нели народни представници сепак се врзува и со политичката култура и култура на дебата внатре во парламентот. Таму сме сведоци дека може да дојдат малтене лице во лице еден против друг, меѓутоа не нивото на дебатирање е далеку повисоко од она на што сме навикнати ние. Ама ако квантитетот го земеме во предвид во домашниот парламент, нема ли тоа на некој начин да ја растргне навикнатата позиција на поголемите политички партии од македонскиот блок и она од албанскиот кој што е навикната да седи на власт, зборувам за ДУИ, нивната, да речам, ароганција во настапите дека сите нивни идеи се прифатливи. Можеби и од помалите партии има уште подобри идеи. Тоа ми е една од тезите. Така е, но она што треба да го земеме во предвид е дека ние и моментално, ако го гледате парламентот, е прилично шарено лик. Внатре ние имаме пратеници кои што доаѓаат од помали политички партии, но одлучуваат натре во собранието да бидат прилично мирни, да не ја искористат собраниската говорница за промоција на нивните идеи, да не ја критикуваат владеачката гарнитура, туку напротив да бидат лојални. Оно што мене ми е интересно е што ваквите измени во оваа насока ги поднесуваат пратеници кои веќе со години, ако не и децении, се внатре во собранието. Со образложение дека сега ваквите решенија ќе им овозможат самостојно да влезат во парламент, па затоа ќе бидат понезависни во сопственото делување. За мене искрено и тоа не е некоја сигурност дека ќе доведе до промена, ако погледнеме дека со години истите луѓе ги имаме внатре, меѓутоа одлучуваат да бидат многу пасивни. Во таа насока ја би рекол дека проблемот повеќе лежи во нив, отколку во изборните правила. Фактот дека вака поставен системот отвара можност за влез и на помали партии, па и да станува збори самостојно на избори да излезат, говори историјата дека ние, например, во 2006 година ги имавме НСДП, ВМРО-НП, со доста голем број на пратеници внатре во собранието, ако не се лажам 7 и 6 броеше бројот на пратеници на едната и на другата политичка партија. Но што е проблемот? Влезот ќе го обезбедите, но внатре кога ќе влезете во собранието, прашање е како тој влез ќе го искористите. Може да го искористите за промоција на сопствената политичка партии, промоција на вашите гледишта и тоа реално ќе резултира понатаму со зголемен број на пратеници на наредните избори. Тоа може да го погледнеме низ примерот на Левица. Ако погледнеме, они влегоа во 2020 година со 2 пратеника. Последните истражувања говорат дека со истиот изборен модел на наредните избори ќе имаат сигурно поголем број на пратеници од тоа што го имаат во моментот. Од друга страна ги имавме ваквите примери како НСДП, како ВМРО-НП, ГРОМ, ДОМ и така натаму, кои успеваа самостојно да влезат во парламентот, но
понатамо собраниската говорница не успеа да ја материализираат за поголем број на пратеници, него се претопуваа во рамките на поголемите политички партии, што значи да, внатре имаме пратеници од мали политички партии. Прашањето е зошто на крајот од денот остануваат пасивни и добро прашање е дали ако го смениме моментот од 6 изборни единици во една изборна единица, кој ни гарантира дека и понатаму нема да останат пасивни. Да. Што значи во оваа насока, кога зборуваме за изборните системи, треба да имаме во предвид дека секогаш таквите решенија имаат позитивни страни, имаат и негативни страни. Позитивната страна, да, ќе имаме повеќе политички партии во парламентот, но се плашам дека од друга страна таквиот голем број на политички партии внатре во парламентот ќе има и доста негативни последици врз функционирањето на политичкиот систем. Зошто сум вака поставен? Веројатно сум вака поставен затоа што ги пратам Мичел и Галагер, тоа се во моментот најголемите авторитети во областа на изборите и изборните системи, кои што велат дека при креирање на изборните реформи, при промена на изборните правила, освен што треба да се прават многу внимателно, бавно, така наречено со треперлива рака, исто така треба да бидат следени со креирање на листа на работи кои сакате да ги постигнете и листа на работи кои сакате да ги одбегнете. И кај нас тие се Кај нас тие се проблематични листи кои што, нели, на работи кои што сакате да ги постигнете и да ги одбегнете. Бидејќи зборуваме за квантитет на различни идеологии внатре во законодавниот дом, нивниот пристап, нивната формула е неприменлива кај нас. Па она неприменлива. Јас би рекол дека политиколошката наука при креирањето на ставовите околу изборните системи многу внимава на стабилноста на институциите. Што значи, влезот на преголем број политички партии, од една страна да, ја отвара можноста за поголем број политички партии да влезат, добри, еве да земеме оваа насока дека преку тоа ќе влезат и добри кандидати, но реалноста е дека ја отвара вратата за влезти на лоши кандидати. Ако ја погледнете... И ќе се наруши стабилноста. Ќе се наруши стабилноста, но сакам да имате во предвид и друга работа. Опасноста од влез внатре во собранието и на кандидати од радикални политички партии. Можноста е да влезат полесно пратеници со помал број на гласови, отвора можноста да влезат и националисти внатре. Да, ама тоа но тоа ќе отсликува пак реалноста во јавноста. Ако ние имаме радикални крила кои што би гласале, нели, радикални политики, би влегле нивни представници во парламентот, нешто што ако се залагаме, нели, за социјалдемократија, за принципи и начела кои што водат поблиску до Европската унија, да, тие не би биле добар дојдени во парламентот, но и нивните идеи сепак би земале свое место во законодавниот дом. Да, тоа е така, но треба да земете во предвид дека, зборувам од научен аспект, системот треба да биде поставен така да влезот во парламентот на ваквите идеи биде потежок, за да не се дозволи таквите луѓе понатаму собраниската говорница да ја искористат како одскочна даска за дополнително зреење на политичка сцена. Ќе ви дадам пример. Постојат теоретичари кои што велат дека во Вајмарска Германија да бил поинаков изборниот систем и да не фаворизирал лесен влез на мали политички партии, никогаш Хитлер не би дошол на власт. Што значи, реално, изборниот систем овозможил да Национал-социјалистичката партија во Вајмарска република влезе во институциите и понатаму успешно тоа го искористи за зголемување на сопствениот рейтинг. И ако погледнете по Втората светска војна, политиколошката наука се труди ваквите решенија, да најде решенија како да го отежне влезот на вакви кандидати внатре во собранијата и во парламентот. Картолица, ние немаме уште многу време за разговор, меѓутоа важно прашање, бидејќи освен една изборна единица, идејата на претежно албанската опозиција, меѓутоа и на партијата на власт е 3 изборни единици. Колку губат албанските партии од една изборна единица? Дали затоа можеби моделот со 3 е
нивната идеја. Апсолутно, апсолутно. Ако погледнеме, јас правев определени симулации на изборите од 2002 година па навака. Симулациите се направени со бројките кои што се освоени, бројот на гласови кои што е освоен според сегашните правила на игра. И тоа е исто така многу битен момент. Од една изборна единица албанските партии губат, бидејќи во принцип нивните гласачи се претежно сконцентрирани во 6-та изборна единица, во 5-та изборна единица имаат собствен удел и во 1-та и во 2-та изборна единица, но најмногу регионално они се силни во 5-та и во 6-та изборна единица. Една изборна единица ќе ги бутне бројот на нивни мандати надоле. По моите симулации, се што ги гледам, драстични промени немаме. Станува збор за 2-3 пратеника плюс-минус горе доле во поглед на постојните, со тоа што постојните бројки говорат дека со една изборна единица би влегле поголем број на политички партии, но повторно со мал број на пратеници. Тука што треба да имаме во предвид? Тие симулации се прават врз база на бројки кога луѓето гласале на изборите со помисла дека изборните системи одат во корист на големите политички партии. Зошто ова го потенцирам? Изборните системи имаат големо психолошко влијание врз гласачите. Доколку гласачот е свесен дека изборниот систем оди во корист на голема политичка партија, нема да сака да го даде гласот за малата политичка партија затоа што ќе биде свесен дека така ќе го загуби. Што значи реалноста би била сосема поинаку кога избирачите би знаеле дека изборниот модел оди во корист на мали политички партии, изборни систем, тогаш веројатно бројките на тие симулации би биле поинакви, затоа што страво дека нивниот глас ќе си загуби нема да биде присутен. Што значи една изборна единица ќе загубат големите партии, ќе загубат политичките партии на албанците. Реалноста е дека ќе имаме поголем број на мали политички партии внатре во парламентот. Одговорот за 3 изборни единици мислам дека не оди на големите политички партии како СДСМ, како ВМРО повторно во корист. Најмногу оди во корист на албанските партии, во зависност како тие 3 изборни единици би биле креирани. И тоа е прашањето како границите ќе бидат исцртани. Она што заборави веројатно да го спомнам, освен опасноста да ви влезат радикални струи внатре во собранието па тоа да го искористат, големиот број на политички партии во парламент е опасен ради нефункционален парламент, тешко носење на закони, тешко обезбедување на кворум. Тоа според овие изборни правила почнуваме да го гледаме. Моментот кога ќе воведеме една изборна единица ќе биде многу повидливо за нас. Нефункционален парламент значи не носење на закони, не носење на закони значи не решавање на проблеми. И нефункционалниот парламент ќе се одрази понатаму и врз стабилноста на извршната власт, односно на владата, бидејќи таа произлегува од парламентарното мнозинство, а до негово формирање ќе оди многу потешко од она што сега го имаме и претпоставувам дека ќе бидеме сведоци каде што помали политички партии ќе уценуваат поголеми политички партии за формирање на таа владина коалиција. Што би се рекло дека според овој заклучок ние попрво треба да ја менуваме прво политичката култура, за потоа да дојдеме до промена на изборниот модел. Доцент доктор Марко Картолица од Правниот факултет Јустинијан I, политички систем, експертиза. Јас се надевам дека и бидејќи следуваат секако и локални избори, прашање е дали ќе има парламентарни со оглед на барањата, а и како се решаваат проблемите секогаш со избори кај нас. Се надевам дека вашата експертиза ќе ја користиме и понатаму во утрински брифинг. Благодарност за овој разговор. Благодарам на поканата, ми беше задоволство.